Христос се роди и на вистина се роди. Денеска се празнува вториот ден од најголемиот христијански празник Божик, кој се смета за најголем и најважен христијански празник, од кој се очекуваат нови почетоци и нова надеж за подобри и посреќни денови. Овој празник е повод за семејни собирања, радувања и позитивни чувства. МТМ на сите православни христијани им го честита Божик. Останете со нас, започнуваме со урбаните вести. Со литургија и богата празнична трпеза се празнува втор ден Божик. Книгата одличен пријател за студените зимски денови. Безбедно и безгрижно играње на снег, на што треба да внимаваат родителите. Денеска се празнува втор ден Божик и собор на Света Богородица, Христовото раѓање Божик. Православните христијани го празнуваат со посета на светите храмови, во кругот на семејството и со богата масна празнична трпеза. Божик е поврзан и со поговорката пред Божик, зад Божик, дома да си, што значи дека за време на овој празник треба да се биде дома во кругот на семејството и тука да се слушне и да се прослави радосната вест за доаѓањето на Спасителот Исус Христос. Христос се роди, навистина се роди. Со овие зборови од вчера се поздравуваат православните верници, означувајќи го Христовото раѓање. Се смета дека Божик е празник матица на сите други црковни празници, бидејќи со Христовото раѓање започнува и новата ера. Денеска се празнува втор ден Божик, собор на Света Богородица, а утре се слави трет ден Божик, Свети Стефан првомаченик. Во сите храмови на Македонската православна црква втор ден се одржуваат божикни литургии. Централното одбележување се случуваше во соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје, каде што архиепископот Охридски Македонски господин Стефан богослужеше златоустова литургија. И денеска верниците ги наполнија храмовите. Оние кои постоја зедоа и светата причест со нафора и вино, што го символизираат Исусовото тело и крв. По завршувањето на 40-дневниот пост, трпезата кај сите православни христијани овие денови е богата. Христијански е да не се претирува во ништо, но сепак богатата трпеза му дава на овој празник уште поголем сјај. На Божик на една македонска трпеза може да се најде убаво печено месо, кое во зависност од домашниот буџет ќе биде свинско, пилешко, телешко, мисиркино или пак јагнешко. Неодменлив дел од божикната трпеза се и мрсната сарма, печениот компир, понекоја заостаната риба од батниковата вечера, а за десерт чоколадна торта, милиброд, печена тиква и секако овошје. За разлика од новогодишната трпеза, каде што како пијалок се конзумираат секакви алкохолни и безалкохолни пијалоци, на Божик традиционално се пие црвено вино, кое што е символ на христијанството. Православните верници на Божик традиционално одат на гости кај најблиските на Божикен ручек, кој секогаш треба да е во кругот на семејството. Токму овие празнични семејни ручеци се и замка за прејадување. Лекарите и нутриционистите препорачуваат кога е во прашање празничниот ручек, иако се подготвуваат различни јадења, да бидеме умерени и да не комбинираме повеќе видови на храна истовремено, посебно оние кои постеле и кои после неколку недели за прв пат конзумираат мрсна храна. Кога луѓето постат, преминувањето од постна на мрсна исхрана не треба да биде нагло, како што и воведувањето на постот треба да биде постепено, велат лекарите. Умерената исхрана е начин да избегнеме непосредни здравствени тегоби, како што се чувство на надуеност или болки во стомакот, но и долготрајни последици кои можат да бидат различни, зависно од нашата здравствена состојба. Од скок на крвниот притисок до проблеми со варењето кој големиот внес на храна дополнително го отежнува. Љубителите во опишаниот збор со книгата се дружат преку целата година, но сепак зимата се смета за најдобра сезона за читање. Студеното време и покусиот ден е идеално за да седнеме дома на топло и да уживаме во топлите приказни кои ги нудат книгите. Во продолжение ви нудиме неколку предлог книги од различни жанрови и за сечи вкус, идеални за овој период од годината. Читањето книги може да ги разубави студените зимски денови, а зимата всушност е најдобрата сезона за читање. Тоа го покажуваат и спроведените истражувања за тоа во кој период од годината најмногу се читаат книги. Повеќе од 30% од луѓето кои се влюбеници во пишаниот збор во текот на зимските месеци поминуваат повеќе време со книгите отколку во другиот период од годината.
Студеното време и покусиот ден ги потекнуваат читателите да седат дома и да се дружат со книгите. Во овие студени денови, кога поголемиот дел од слободното време го минуваме затворени по дома, книгата е идеално средство за зимско уживање. Не постои посовршен период од годината за да седнеме под топло кебе или пред каменот или печката, да ја одбереме омилената книга и да уживаме во книжевната авантура. Токму затоа направивме интересна листа со предлог книги за читање од различни жанрови и за сечи и вкус. Топли приказни за студените зимски денови можете да најдете во книгите Небо од капини од Наташа Крамергер, Немиот дом од Орхан Памук, Тајната на сопругот од Лиен Мориарти, Нека победи подобриот од Джули Джеймс и Сонова и малку од Сузан Елизабет Филипс. 3 наслови кои се интересни и ќе го задржат вашето внимание, а воедно и ќе ве насмевнат, ќе ве зачудат и ќе ве расплачат. Се книгите Девојката од Бруклин од Гиом Мисо, познат француски автор и еден од најпродаваните автори во Франција. Последниот воз за Истанбул од Аеше Кулин, кој е приказна за тоа како традиционалните норми може да и наштетат на љубовта. Приказна за тоа дека силата на љубовта е најмоќна, но и приказна за тоа дека војната менува многу нешта. И книгата Љубовниот детектив од Александра Потер. Од мајсторската рака пак на Ден Браун, читателите ќе можат да доживеат нова авантура во светот на кодираните пораки. Овој пат една кодирана порака ќе ги отвори двете фундаментални прашања на човековото постоење. Од каде доаѓаме, каде одиме? Станува збор за книгата Потекло од Ден Браун. Книгата е инспирација и учител за многу нешта во животот и ви помага да го најдете одговорот на прашањето што е навистина важно и за што вреди да се бориме во животот. Токму затоа и домашните книжарници и издавачки куќи промовираат нови наслови, организираат дружења со автори, нудат голем број наслови со намалени цени, празнични пакети, препораки и неделни акции за редовните читатели. На снегот никој не може да му одолее, секогаш е придружен со лизгави замрзнати површини, ниски температури и сув ветер од кои родителите треба соодветно да ги заштитат децата. На што треба да внимаваат родителите и како да ги подготват своите деца за играта на снегот, дознаете од прилогот што следува. Со доаѓањето на зимата, некако и возрастните и децата сме во исчекување на снегот и снежните игри и лудории на отворено. На снегот никој не може да му одолее, секогаш е придружен со лизгави замрзнати површини, ниски температури и сув ветер од кои родителите треба соодветно да ги заштитат децата. На што треба да обрнат внимание родителите и како да го подготват своето дете за игра на снегот. Постојат неколку ефикасни начини детето да биде сигурно и заштитено додека е надвор. Најпрво се разбира е топлата облека, но постојат и многу благодети кои ги нуди и ладното време. Мајките се свесни дека е пожелно децата да поминуваат одредено време на отворено, па дури и кога е студено, но оној инстинкт кога не тера да ги заштитиме децата често не доведува до ситуација да не дозволуваме децата да излегуваат надвор. Невозможно е децата потполно да ги изолирате и да ги заштитите од бактерии. Кај децата имунитетот се зајакнува ако престојуваат на отворено. Важно е тие да поминуваат време на свеж воздух, бидејќи бактериите кои ги внесуваме дома се рециклираат и што повеќе време поминуваме на затворено, толку повеќе сме подложни на бактерии. Експертите сметаат дека децата е неопходно да имаат 60 минути физичка активност секој ден. Кога чекорат по снегот, тие користат поголеми групи на мускули и потребна им е поголема сила за да се движат. Ако децата надвор поминуваат време и играат на снегот, подобро и ќе спијат, ќе им се зголеми апетитот и со самото тоа ќе бидат повеќе расположени. Снегот за децата представува нов предизвик и психички когнитивен. Ако клупите и лулашките се прекриени со снег, или пак замрзнати, децата треба со помош на својата снаудливост и имагинација да најдат начин за повторно да ги користат или да пронајдат замена. Играњето на снегот бара одредени способности и затоа зимата е совршеното годишно време за развивање на истите.
Одредете време кое децата ќе го поминуваат надвор со кратки паузи за одмор за да се загреат. Децата облечете ги слоевито. Не дозволувајте да поминуваат долго време на отворено кога се екстремно ниски температури. Проверете дали местото каде што ќе играат е безбедно, во случај да има скриени тврди и остри предмети од снегот или пак има скриен мраз. Тука е крајот на денешното издание на Урбаните вести. Ви благодарам на вниманието, имајте пријатна празнична вечер.